Дојран се надева дека во буџетот за следната година Министерството за животна средина и просторно планирање ќе предвиди пари за електрична енергија за хидросистемот Ѓавото. Втора година хидросистемот е исклучен и не работи откако лани во март. Министерството одлучи да нема дотур на вода во Дојран поради превисоки сметки за струја. Се надеваме дека ќе се изнедат решенија кои што веќе се зборуваа години и години наназад, меѓутоа се уште немаме изнајдено, односно формирање на ново јавно предпријатие или подпаѓање под некое веќе постоечко, со кое што би можело да се стави во функција и самиот хидросистем и за наводнување, не само за снабдување на Дојранското езеро. Така да мислам дека ќе се направат напори и конечно овој проблем ќе биде надминат. Поради жештините, но и поради тоа што нема освежување со дополнителни количини, нивото на Дојранското езеро видливо е намалено. Поради тоа има и многу реакции од граѓаните на социјалните мрежи. Тие предупредуваат дека езерото им тоне пред очи. Да, забележен е пат кој што е вообичаен за овој дел од годината и кога функционираше хидросистемот имаше пат на езерото, меѓутоа не беше толку како што е сега. Очигледна е разликата која што ја дава бенефит самиот хидросистем, посебно во текот на летниот период. Од наша страна беше побарано да биде ставен во функција овој хидросистем, меѓутоа за жал ова лето не беше ставен. Министерката за животна средина Каја Шукова пролетта изјави дека доколку општина Дојран побара и има потреба, хидросистемот ќе се рестартира. Сепак, барањето на Дојран не беше исполнето.